Ви благодарам, подпредседателке. Како не сме заинтересирани? Благодарам, почитувана подпредседателке, почитувана колешке. Јас фатив некои забелешки од ова што го кажавте. Прво имам една замерка затоа што говоревте за компетенции. Компетенциите се однесуваат кога некој треба да се стекне со одредено знаење за продолжи понатаму или како и што и да работи понатаму, тоа се компетенција. Целите на образовниот процес се други. Сега, она што говоревте во однос на Црна Гора. За Црна Гора тука сум фатил забелешка дека има како и во Република Македонија основно образование за сите. Тоа ќе го прочитам од една книга која што за жал ја нема во PDF формат, ама можеме во фотокопија да ја доставиме на почитуваната министерка Мила Царовска, па за да си ја прочита како мултимедијална содржина фотокопијата. Оти она вели дека нели замена за мултимедијална содржина ќе биде една црно-бела фотокопија. Може да си ја прочита образовните системи во Европска унија, напишана од Трајан Гоцевски и Стојан Гоцевски, која што ја има во библиотеката во Собранието, ќе ја дадеме. Во целите споменувате за Црна Гора национални вредности, споменувате историја, според она што сум го забележал. За Хрватска да се развие национална припадност и идентитет. Хрватите, не знам дали знаете, после влегувањето во Европската унија ја зајакнаа важноста на историјата затоа што се свесни дека влегуваат во едно семејство каде што има општо прифатени вредности, меѓутоа мораат и своите да ги зачуваат за да знаат идните поколенија и идните генерации со што се соочувале нивните предци во текот на претходните векови. Знаеме дека и Хрватска исто така една држава која што како Македонија помина многу лоши времиња. Во оваа книга, која што ја спомнав, на почетокот почнува со Република Македонија целите на образовниот систем. И тука уште во старт е промашено. Зошто го велам ова? Вели, цел на образовната политика на секоја земја е да се обезбеди можности за стекнување на соодветно образовно ниво за секого и за сите возрастни групи, бесплатно, и да се осигура дека истите поседуваат знаења, вештини и така натаму. Прво, целите. Значи, ние немаме бесплатно образование, што е жално. Жално е. Дури тука министерката кажуваше дека 90% од учениците поседувале настава, а знаеме дека не смее ниту еден да не поседува. Каде се оние 10%? Меѓутоа, ајде, сакам да ви реплицирам конкретно на ова. Целите на образовниот систем во Бугарија, тука има и Бугарија, на 117-та страна. Национален идентитет. Кај Финска, кога кажувате дека нема закони, во Финска поинаку е регулирано образование, предучилишно образование, имаме задолжително образование кое е поделено во две етапи, задолжително во ниски одделенија и задолжително во високи одделенија, потоа имаме повисоко средно образование, високо специјално и така натаму. Во 1994-та се носи закон во Финска каде што со законот се регулираат кои предмети ќе се изучуваат. Книгава ќе ви ја дадам, после можете и да разгледате. Во нижото основно, нижото задолжително образование, историјата 3 часа неделно. Во високото основно образование имаме историја 7 часа, заедно со биологија и историја, со социјални студии заедно 6 часа. Така да имаме држави каде што го имаме регулирано ова и не гледам зошто не би го регулирале во Република Македонија. Така да имаме држави каде што го имаме регулирано ова и не гледам зошто не би го регулирале во Република Македонија. Велите дека имаме причинско-последични случувања, односи и така натаму, па ние затоа сакаме и ова да го донесеме. Зошто? На кого му смета ако ние вметнеме историја во целите на образованието? Знаете дека паралелно ние го кочиме и законот за култура, затоа што се што е национално станува јавно.
И сега од сите страни ќе бидеме сардисани за утре да може полесно да се оствари овој договор за добрососедство. Членот 8 е таму најдискутабилен. Став 2 во рок најдоцна 3 месеци влегувањето на сила на овој договор со цел продлучување на заедната доверба и така натаму, продлучување на заедната доверба и така натаму комисиите за историските образовните прашања. Во став 1 вели дека образованието ќе се регулира. Во став 3 на истото вели дека ќе се чествуваат заеднички личности. Никој нема против чествување на заеднички личности. На исти личности. Меѓутоа не можеме, не смееме ние да го оставиме ова незаштитено, луѓе. Затоа што во моментов имаме една ситуација каде што нашево собрание воопшто не сака да донесе никаква декларација за заштита на националните интереси, за да поставиме црвени линии. Знаете каква позиција имаме? Од една страна го имаме овој љубовџијата од Горни Милановаc и од Дојран, а од друга страна го имаме цело собрание на Бугарија. Колега, ве молам, држете се до реплика на колешката Драгица. Да, затоа реплицирам, затоа што зборуваме за причинско-последични односи. Да, ова е последица затоа што ние немаме став како држава. Имаме од една страна човек што вика ја играм all-in, од друга страна ги имаме бан, кои што стојат цврсто со нивните ставови, каде што ти имаат цели во образовниот процес за зајакнување на националното чувство. И како ќе испадне на крајот резултатот од овој договор за добрососедство? Ние не можеме во собрание да се договориме за црвени линии, за декларација која што ќе го заштити македонскиот идентитет. Законот за култура ни го брише, ни брише се што е национално. Во законот за образование немаме никаде историја, не се спомнува. Што треба да направиме, да се само избришеме, да се уништиме? Навистина не знам што треба да направиме. Имам пријатели, уште ова ќе ви го кажам во однос на причинско-последични односи. Имам пријатели кои што, за жал, според мене, за жал, на некој може ќе му опали, ете, влегле во тој систем на комар, на коцка, како што вика овој all-in игра. Имам доста успешни, прилично добри пријатели у тој бизнис, фала Богу, не знам ни како оди тоа, и ги прашувам како успевате да издржите на крајот, нели, да испаднете. Знаете што кажуваат? Вика, ја влегувам со многу пари. Не може некој со малку пари да оди да се коцка, кога од другата страна има некој со многу пари. Еднаш, два пати, три пати, на четвртиот пат овој ќе му ги собере сите. Истото ќе ни се случи и тука. Ние немаме ништо, го имаме Мерсу Боку, а ваму го имаме Радев, го имаме Бојко Борисов, го имаме оној, како беше, европарламентарецот. Ниту еднаш не им реагиравме на нивните говори на омраза. Ниту еднаш не реагиравме како држава. Се оставаме така одоли. Не може така, колешке. Ви кажувам, еве ја книгата, во Финска имаме од 1994 година со закон регулирано кои се предметите. И ја има историјата. Во целите, самите кажете, во Црна Гора национални вредности, во Хрватска национална припадност и идентитет. Кај нас што имаме ние? Ништо немаме. Имаме за жал коси црти, идентитет од бетон, како што викате, и се уште ние тука се расправаме како ќе правиме, или пак се убедуваме дека немало да биде најлошото сценарио. Па видовме дека е најлошото сценарио досега од ова што се случува. Пред неполни 15 часови јас си дојдов од Бугарија, не можам да сватам некој оттаму да не уценува нас. Зошто? Затоа што е во Европска унија. А ние што сме? Марсовци, не знам што сме ние. Дајте да седнеме сите заедно кога се однесува на националните прашања, дајте да си го забетонираме она што некој ни го оставил со години, со векови наназад. Ние не сме дрво без корен. Ова е еден од начините за утре кога ќе се преговара или кога ќе се договара таа комисија, ние да имаме позадина. Затоа што ако нема кој да те заштити, ако немаш никаков основ, ниту закон, ниту декларација, ниту било каква
изгласана повелба, дали ќе биде тоа подпишана и од Ману и од сите останати. Немаме стартна преговарачка позиција добра. Ние оставаме со 100 некој да ни влезе клизач и да ни искине. За жал тоа ќе се случи. А сите имаме тука деца. И на сите ќе ни биде утре, кога ќе остареме еден ден. Сите. Ќе знаеме дека ние сме испуштиле таа шанса. И дека сето тоа што ќе се случува во иднина ќе биде последица заради тоа што не сме реагирале на време. Дајте да заштитиме тоа што може да се заштити за утре кога ќе седнеме намаса со тие бугари или шо и да се, да имаме добра преговарачка позиција и да спасиме тоа што може да се спаси. Бидејќи со раката на срцето и со мерсу боку, ништо не правиме. Фала.